Gospodine Bogdan. Gospodine Bogdan. A, Marija. Da ne vi prečam. Ви очекував, господя Марія. Капето се волади, ама не ми се пие без вас. Zašto ne mi tropnarte? Dobro, zašto, gospodine Bogdan, ne se javuvate кога ви звони телефонот? Керка ви ве бараше. Ме прати да проверам да не ви се случило нешто. Речети дека сум излего. Како сакате. Мислам дека грешите. А капето, господја Марија? Да, молам. Молам? Тука сум. Што туку влегов? Бев полеп. А што е толку страшно, ако излезам некаде? Ама не е. Се е во ред. Не грижи се. Ето, и тоа се сврши. А сега, капето. Ќе сварам ново. Ова е за никад. Не, немојте, господине Богдан. Морам да одам. На внуката е роден ден, сакам да и го честитам роден денот пред да излезе. После ќе го пиеме кафето. Како што ти речете, господја Марија? И заклучете ја вратата, да не ве грабне некој. Ќе ве чекам. Господјо Марија. Добар ден, чичко Богдан. Добар ден, Јанкула. Како помина на часот? Ми ги повторија вежбите. Ништо страшно, Јанкула. Ништо страшно, ќе ги научиш. Ja. А кој вежби се тоа? Шопен, валцери. Како? Шопен. Така, Јанкула, Шопен заслужил да се каже со полна уста. Извинете, да се брзам. Имам стихотворба за учење. А каква стихотворба? Тешкото. Зурли, што диво писнат, штом грне тапан со под себе некот. Синко мој, давна беше тоа кога ги учев децата како тебе. Довидување, чичко Богдан.
vidi, pa ti imaš pupki. Će se rascutiš. Сега će ti tu nam vodička. Kako uspjeva Svjetovana da ga održi? Gospođo Marija? Gospođo Marija? Знаеш дека е отклучен. Не стигнав за кафето. Повелите, госpođo Мария. Ви донесов малку пита од ченкарно брашно. Многу е убава за желудникот. A zašto vi, gospođo Marija, postojano me hranite sa nekoj specijaliteti? Ajde, probajte dodека е топла. А вие? Пак во спомените и депресија. Па сите ние имаме причина за депресија. Писма, албуми, стара облека. Депресијата не е денес на дневен ред, gospođo Marija. Погледнете ја злато. Дедино златенце. Од кога не ја донеле? А вашите внуци? Ајде, пробајте од питата. Каде? За 10 минути ми почнува серијата. Вие не ги гледате таквите. И заклучете се, немојте да ве мислам. Утре ве чекам на кафе. Имам посебна причина за тоа. Добро ноќ, gospođo Marija.
Moj oc, Lelek nema lek i za zdravovanje. Kako i glas od tvoj po koji ti gi poznao, zborovite. Barem da možeš nekako da podstaneš i da mi go dadeš liceto da go ponosam. I sa tvojite oči da vidim. I sa tvojata usta manku da pozborom. Da mi kaže sve što ima i što imaš. Da li smrt te je poteška od životot? Da li ta ima od ono što to i nema? Da li vo smrta sonuvaš i se budiš ili son ti beše ovaj život vamo? Oti, jas ti zapaliv svetjana i golema, za da ne se sopkaš pod lavog i temnici, za da ne pojdeš bez ovdašna svetlina. Alo? Alo? Zlatence? Dobro jutro. Dediko je. Kako si mi, Zlatence? Odličan. Gledaj, Zlate, gledaj. Mama, doma je? Ne, nemoj da je razbudovaš, neka spije. Ke se javam polocna. Doviduvanje. Doviduvanje, Zlate. Hvala mu na Boga. Oveli, sjedi. Što je? Što se slučilo? Ništa. Si pomišljiv, deke i vije će mi izneveriti. Danas sakam da ispijam kafe sa nekogo. Zadušena moja ta pokojna Neda. Kafe? Kako neke se napijam kafe?
гости. Не знаев дека уште спиете. Десет. Ништо не се случило. Сакав само да ве поканам на ручек. Ало, Милице, ме слушаш? Разбирам. Не се лутам. Не. Дојдување. Како брзо минува времето. А беше многу убав светол ден. Сакате да одиме на гробишта? Што току се врати? Разбирам. Сакавте да бидете сам. Наеднаш станав многу стара. Треба да одам да ја нахранам канаринката. Наеднаш станав многу стар. Јанко, хајде кај мене. Ти го пронајдов Шопен. Не можам, чичко Богдан, брзам. А нема да се задржиш. Само да го слушнеш. Ќе научиш многу. А тешкото, го научи ли? Не одложи за среда. Ќе го научиш. Ќе го научиш. Јас ќе ти помогнам. Солзи има да им измамиш од очите на оние што ќе те слушаат. Не сега, чичко Богдан. Вистина не можам. Довидување. Најдобро од се е што е приземје. Така немаш проблеми со станари, лифтови и чуда. Да, ќе видиш па ќе зборуваме. Ајде, не се секире. Само нема да заборавиш да средиш зона. Ајде, ча. Мамиш, девичко, те фати, мамиш. Мамам, за да се подмладам. Атенце, оди види кој. Добро вечер. Јас го барам. Диго, те барат. О, ја
Jankula Paganini. Kakva čest? Povedi. Утре е концертот, па ако сакате... Благодарам, Јанкула. Био ли ниш, како тебе да ме покани, а јас да не дојдам? Ни случајно. Ќе дојдеме на концертот заедно со внука ми. Не ли знате? Ајде, повели, запознајте се. Не можем, Шишко Богдан. Треба да вежбам. Догледање, Јанкула. Ќе се видиме на концертот. А ти навистина се подмладуваш. Ами, како да не? На здрави. Да сте ви здрави и живи, ќерко. Од Арно и убаво глава да не кренете. Ништо не е ни арно, ни убаво. Точно е само дека глава не можеме да кренеме. Да? Кој? Зоки, ти си кажи. Да. Да, добро. Добро. Утре ќе ти се јавам. Важи. Што се случува со тебе, ќерко? Не работам. Како? Така. Стече. Добро. Ништо не е добро. Ужасно е. Еве сега и англиски треба да ја платам на Злата. Јас можам да ја помогнам. Не е, татко, не е тоа. Треба да смислиме нешто посериозно. Некое потрајно решение. Да. Кај татко ми сум. Се гледаме како не доаѓам веднаш. Доаѓам. Каде? Брзаме, Злата ќе доајде. Златенце, остани. Ти утре не си на училиште. Мамо! Утре си на балет. Не се лети, Злата, мора да одиме. Ајде. Ајде, чао. Чао. Видиме утре. Чао. Кога дојдовте, кога си заминавте. Браво! Јанкула. Браво, Јанкула. До крајчи го, Јанкула. До крајчи го. Ки, ово Јанко убаво свири на виолина. Бев на концерт. Ти благодарам. Чао. Ама е смешен кога ги се збуни. Златенце, со кого дојде? Сама, дедико. Сама? Како сама? Па со такси, дедико. Со такси. Еве, дедико ти приготви млекце. Ајде,
Еве бишточиња, млексе. Ове. Дедо, не како почуваш мајки? Само 5 дена додека сум на екскурзија. А мама? Каде е таа? Мама онака малку е дома. Сме немале пари. Тато не плаќала алиментација. Решила да оправува некаква работа. А каква работа, чедо? Не знам ни јас, дедо. Секој ден за тоа зборува. Се заработувало. Ако тргне добро, ако не, по визи во Нов Зеланд. Таму се заработувало и доека се спиел. Имало море, плажа. Замисли се, дедо, спиеш на плажа и доларчиња. Цап, цап, како дошт. Дедо, не ми кажа ништо за мајки. Добро. Но само 5 дена. Ништо повеќе. Срцен за си, дедичко. Што убаво мирисаш, како за реклама. Еве ти го, мајки. Биди мирен и слушај го, дедичко. Чао и на двајцата. Just out of curiosity, Doctor, are you married? No. But you are. I'm from Detroit. When I was 6, my parents got a divorce. And my brother and I never saw our father again. Come on, Mr. Durning, don't do this to me. I was just joking. Mr. Durning, your sister's here. Well, after you. Now it's my turn to write you a letter. Misusing the mail is a crime. The things that you said are spinning round in my head. One letter bomb will earn you hard time. To face the unknown will be stronger as two. That's what I've been trying to tell you. Пак ќе ве карам, господине Богдан. Не само што не сте ја заклучиле вратата, туку и сте оставиле подотворено. И не поправи сте. Оставете го тоа, госпоѓа Марија. Кој сака да не ограби, ќе не ограби. Нашиве брави за денешните крадци се мачки на кашница. Ве покани вечерва на партија карти. Одамна не сме играле во игра. Ноќеска не можев да заспијам. Сонував и многу лош сон. Чекайте. Вечерва не се на репертоар лошите соништа. Не треба да не вознемирува. Слушайте нешто за магијата на сонот. Само во сонот младоста е жива. Со јасни знаци
tak on nas ide. Ja sećavam duša kako mi se piva, što ne moželo, a moželo da bide. I duri togaš kako da se rađa na moj život celostna slika. I to što dejne u mrak panja. Se javува na сон i negdje me vika. Odlično. Ќе mora da mi najdete и мене нешто за читање. Majki, Zlata go donese da go počuvam, dodeka je na ekskurziji. Ajde, majki. Ajde. Ajde, u bavecu. Ajde. A ti, Aramio. Ajde. Не ти ги знам навиките, майки, но кога си ти на балконот, јас ќе бидам во дневната соба и обратно. Така полесно ќе се поднесуваме додека да дојде Злата. Обврска се. Еве денес морав да одам на пазар по храна за канаринката. Да сум во куќе може би, но мачка никогаш. Додека да ве замоли Злата. Се ситно до ситно. Кафето е прекрасно. Внимавајте, зедовте дама. Една веќе помена. Се лажете? Дамите се непредвидливи. Например, јасно ми е зашто ги кријат годините. Но зашто ги кријат роден дените? Господине Богдан, вие не сте заборавили. Сакав да ве поканам кај мене. Но sejedno, пак сме заедно. Искрено речено, госпоđo Марија, очекував да ме поканите. И сакав да дојдам. А дека не случајно ве поканив вечерва. Имам доказ. Draga moja sosetke, draga gospođo Marija, čestit da vi je rodendan. Благодарен. A сега, da nas tragamo. Прекрасна е, господине Богдан.
да сме здрави и живи уште години 100. Многу, сестро. Да сме живи додека сме здрави. А светичките? Не, Светичките? не треба. Можат соседите да ни викнат против пожарна служба. Треба. Желба. А сега да ви честитам како што треба. Кажи, че каде да одиш? Каква Дарија, Златан, или се договорихме да вежбаш математика? Ајде, слушай што ти кажува мајка сега. Седи, вежбај математика додека да дојдем. Немој мајка сега. Слушай што ти кажувам. Како што сме се договорили така. Ајде. Добро. Добро, мама додека дојде вежбај. Така. Размислував. Треба внимателно да му кажеш. Остави ти тоа. Додека јас внимавав, таму се пикна под кожа. Старците се како деца. Многу се чувствителни. Мажите се како деца. Знае таа добро што прави. Ако не ја спречам, ќе го натера и станот да ја го препише. Сепак, треба внимателно. Како внимателно, жено, силно внимавање пропадна. Кој ги ми го рани детето? Залепнема да имаме. А утре задутре некои странци ќе се шетат низ мојата станка. Добре. Господине Богдан, тука сте. Што се случило, господи Марија? О, не можам да ја допрам. Кого? Мртва е. Мојата канаринка. Не знам како се случи тоа. Го видов, побегна на вашиот балкон. Како смеел на мојот балкон? Мајки срце. Не можам да ја погледнам. Сношти го заборавив на балконот. Ве молам да ми простите, господи Марија. Ве молам да ми простите. Татко ми не само што не научи да заклучува, сега и не затвара. А? Феноменално. Што ти реков? Со малку преправки тук и таму и можеме бргу да почнеме. Овде би можел да биде влезот. Да. Тоа е добро решение. Не да е добро, идеално е, знаеш дека? А стариот? Ќе го земам кај мене. Ќе сака ли? Не знам.
но ќе мора да навикне. А што тоа, деца мои? Татко, нели се сложи да ми помогнеш? Да. И? Па, со Ели решивме да отвориме козметички салон. Ќе работиме заедно. Место во измислено. Ем с краја, ем близко до центарот. Разбираш? А јас? Епе, тато, нормално ќе дојдеш да живееш со нас. Овде си многу осамен. Зарем ни се радуваш што ќе живееме заедно? Па Боже, па јас мислев дека ќе се израдуваш. Знаеш, Злата постојано ми префрла дека е сама, по цел ден дома. Твоето дедико? Цветинята измрзнали. Како ги заборавила господја Марија? Дедичко, ајде се, дедичко. Колко барате? Добар ден. Ова е број 2? Како број 2? Па во огласот пишуваше Есперанто, блок А, зграда 3. Да, Есперанто, блок 1, зграда 3. Значи тука сме. Јас живеам тук. Не разбирам. Дедо, има некој што живее со што разбира? За жал, ќе ве разочарам. Сам сум. Значи вие продавате? А што продавам? Станот бе, дедо. Милица измислила козметички салон. Јас не знам.
Која е таа Милица? Черка ми? Чекай. Да ви прашам уште еднаш. Адресата е таа. Нас не интересира само бројот на станот. Мислам, кој број е овој стан? Ова е број 1. Број 2 е таму. Ама таму живее Марија. Добар ден. Повелете. Која сте вие? Снаата на Марија. А вие? Јас сум... Се извинувам, а каде е Марија? А вие сте господинот Богдан. Да, таа прашуваше за вас. Што се случило? Не знаете? Па таа е во болница. Во болница? Да не е заради канаринката? Не разбирам каква канаринка. Знаете, таа е многу чувствителна. Не можеше ни да ја допре. Јас ја стави во кутија од чевли и ја однесам. Не се работи тука за никаква канаринка. Мислам дека се тромботи. Се извинувам, вие ли го продавате станот? Повелете. Повелете, влезете. Повелете. Ќе сакате ли да ја однесете? Не, доволно ми беше обврската со господја Марија. Таа ја сакаше. Кажете и дека ќе чекам. Нема потреба. Нема да се врати. Ќе однесеме во дом. Пријатно. Што правев јас завчера? Како не ја побара? Веројатно ме чекала. Веројатно ме чекала да ја помогнам. И не прашав која одна во болница. Господи, што сега? Ќе се извлече. Мора да се извлече. Виновен си, Богдане, виновен и себичен. Никогаш не помисли дека може да и се случи нешто. Ела, малечко.
pogrešno odsvirena nota. To je stresut. Dragi moji, tatičko mi pomaga koliko može. Stanot go pretvorili na ime na Zlata. Koga imate vreme, posetete me. Evo ja adresata. Dom za starci, naselba Esen, blok B.